Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска Светата Црква Божја почнува интензивно да се подготвува за големиот празник, раѓањето на Христа Богочовекот во Витлеемските јанси. Од денеска, почувајќи и литургискиот живот на Светата Црква ќе биде поинтензивен, побогат, раскошен, со тоа што ние во Светата обителна Богородица Мајка традиционално во ова седмица ќе служиме света литургија заутре на 5 јануари. Во денот кога се празнува светиот и преподобен Отец наш Наум Охридски чудотворец. И потоа утредента е падник, ден пребогат со чудесни црковно-народни активности и обичаи. Во нашиот град се изнесува Витлеемската пештера и се оди од дом до дом, пејки го кондакот од големиот празник, рождество на Богочовекот Христос. А во истиот тој ден, утрото, дечињата со чеканчиња ја пеат познатата струшка црковна песна Сива, сива голабице, која што за жал нашиот православен македонски народ не сака да ја познае како химна за сите православни деца во нашава држава. Туку ни се наметнуваат нови, незнаени обичаи за нас, православните во Струга и во Македонија. Во Струга, за среќа, децата не престануваат да пеат Сива, сива голавица, една песничка која што е со устата на народот испеана, ама е пребогата со неверојатно длабоки теолошки содржини. Како самиот Свети Василий Велики со своја рака да ја пишува, имајќи го во вид реалното теолошко ниво на својот народ, на нашиот народ. Но во таа песна е се кажа. Секој стих, секој збор треба посебно да се анализира, за да се разбере целосно тоа што умот човечки може да го каже само во состојба на духовна екстаза и вознес. Стружани ве молам, таа песна да не ја заборавате. Немојте да ја менувате со ниедна друга. И вечен Бог и се друго не е лошо, и тоа треба да се пее, но пред се сива, сива голавица. Кога се во прашање нашите дечи. А кога се во прашање возрастните, ќе треба да спремат ѓеви, да ја спремат Витлеемската пештера и да го пеат божичниот кондак Ѓева днес. Денеска ја пеевме Ѓева днес, ама не она истата што ќе ја пееме во четвртак. Ова е подготовка за она што во четвртак ќе се случи. Денеска девојката тргнува да оди во пештера.
а во четврток ке пееме. Денеска девојката го раѓа над природниот. Гледајте во што е подготовка. И нашите души и срца веќе треперат од радоста што ќе ни дојде од Витлеем. Со тоа што срцето на секој од нас треба да се претвори во Витлеемска пештера, во вертеп Витлеемски и во јаслите во кои што ќе треба Христос да се роди во секој од нас, во срцето од секој нас посебно, во пештерата на нашето собствено битие и личност. Христос Бог, возлюбени браќа и сестри, е врвот на откровението Божие. Само Бог со неговиот совршен ум можеше да го смисли најдобриот начин Бог на човекот да му се открие онаков каков што е и при тоа да го спаси од загуба на живот. Зашто да се соочите со Бога на планот на природата и при тоа да останете живи е неможно. Така Јахве го помена Мојсеја на врвот од Синајската гора. Ти сакаш да ме видиш онаков како што сум, ама во моментот кога ќе ме видиш ќе умреш. Но Бог не го остави без откровение, без да му се откри. Но така што му ги покажа неговите божествени енергии. Со нив Бог му се откри на Мојсеја и зад нив Бог по природа се скри, за да му го сочува и спаси животот на Мојсеј. И сега гледајте, Бог изнаоѓа уште помудар начин да ни се открие целост. Тој тоа го прави така што ја прима човечката природа на себе и станува човек. Во се еднаков со нас, освен во гревот и во смрт. Бидејќи неговата совршена богочовечка природа не знае ниту за грев, ниту за смрт. И тој е таков за да ни подаде рака и нашиот грев да го земе како свој и нашата смрт како своја, за нашиот грев и нашата смрт да ги победи и да не внесе во царството негово, во царството од осмиот ден. И ништо тоа не ќе се случеше ако Божич не се случеше. Ако Христос не се родеше во Витлеемските јасли, немаше да има воскресение. Не ќе се случеше победата на животот над смрт. Многу еретици во историјата на светот, од стариот век и новиот, и овој наш сегашен, не можат да го поимат фактот дека Бог стана човек. И црквата со тие ереси се справува во континуитет. Предзнакот на тие ереси е гностички ереси. Од Валентин до Ден Браун, нив ги има секогаш и секаде. Тоа што треба со најголема радост да го прима, пред што да го свијат рбетот свој и да му се поклонат, го отфрлаат како неможно, само затоа што тоа на вистина е неможно за човекот
i za umot čovečki. I to ne može da se razbere bez Boga. I samo luge to, što trgnale da se dvižat po nebozemnata lestvica, od horizontalata na ovoj svet, sprema vertikalata na idniot vek, od čoveka kon Boga. Imajki potreba, kako Hristos, da se obožat i da stanat Bogovi od Boga po blagodat, veli sveti Atanasij Veliki, samo tije ja razbirat tajnata na voplotuvanje to na logos od Boži. Nije, ja imame ta sreća da živeme so celostno razbiranje na ta tajna na cite tako. I ja imame odgovornost pred Boga i pred lugeto i pred celiot svet za ta tajna da slovime ne samo so ustite svojim, tuku i so delata naši hristijanski. Tada ne ispadne deka svetata knjiga samo ja čitame bez obit da ja žive. Zašto samo onoj koji što ja čita za da ja žive, ima smisla da ja čita. Ono što ne saka da ja žive, svetata knjiga v njegovoj život ostanuva kako književen spomenik od minato to i ništa poveke od toga. No, to je bezobaren okean na večnost. Kapka po kapka, zbor po zbor, treba da go vosprimame, so njego da se hranime i da se pretvorame, da se preobrazuvame v ona so što se hrani. Stogaž i naši od zbor, ki ja ima silata na naši od život i mokta da go dopre srce to na drugi. Taka podgotveni v četvrtok, da go izrečeme egzistencijalni od voskli. Hristos se rodi. I to je naš pozdrav, upaten do site luge na planetava Zemlja i do siot svet, da ja ima duhovnata sila, da gi probije i da izleze nadvor od zidovite na svetite hramovi i da gi dopre srcata na site braći i sestri naši na sekadevo sveto. Amin.